Дали животот после COVID-19 ќе биде ист? Никој не знае. Пандемијата го промени од корен начинот на живот на каков што луѓето беа навикнати. Од нација навикната на дружби и богат социјален живот, станавме нација на осамени луѓе. За дружби, кафеани, дискотеки, родендени, свадби заборавивме. Граѓаните ни стрекни, ни нестрекни. За изминатата година велат никогаш да не се случи, а она што најмногу им фали е живот. Ми фали живот. Ми фали живот. Ми фали секојдневие, ми фали дружба, ми фали ова време сме знали да се собереме, да се почастиме, да се со колеги, со другари, со секојдневно. Пријателите, дружбата со пријателите пред се. Па ми фали вака дружење со фамилијата. Значи, слободно некојаш да се излезе едноставно. Ете, некојаш и во гужва да сме, некојаш посакувам и сама да сум, но сам не се седи. Излегувањето, друштвото и слободата искрено. Слободата искрено. Не само кафаната, него самото социјален живот ние не може да го имаме, не може да играме карти, не може да играме, да испадне прошетка заедно и така се. Нема дружење едноставно. Па ни фали радоста на децата, нова година и така тие работи по ресторан да се собереме како се дружевме. Ова година за жал нема. Меѓутоа, тоа важи само за нас обичните луѓе, меѓутоа за политичарите тоа не важи. Се отуѓуваме. Значи, губиме нација, губиме вера, губиме све. Мислам, друштво, све. Еве, не сум се слушнала, видела со другарките. Уште малку навика. Нема ни да се гледаме, значи. Толку е. Оваа пандемија сите не направи заробеници. Стравот од заразување, но и стравот од пренесување на болеста на најблиските. Ограничувањето на социјалните контакти, изолацијата, но и загриженоста за екзистенција поради престојната економска криза, предизвикана од пандемијата, се ризик фактори кои може да го нарушат менталното здравје, алармираат психолозите. Психологот Ана Фрицхант вели, промената на секојдневието ќе остави последици. Веќе се забележуваат тие промени во смисла нели дека различно реагираат. Некои поединци реагираат веќе прилично нервозно, разразливо, напнати се, избувливо реагираат. Други пак веќе стануваат можеби депресивни во своите реакции и дури да може тоа да оди до некој степен на безнадежност, иако јас не би сакала да верувам дека има некој кој што е веќе дојден до степен на безнадежност, зборуваме ве кај нас. Има и такви кои што прилично успешно се справуваат со новата нормалност, вели Фрицхант, но загрижува порастот на анксиозноста меѓу луѓето. Дури 30% мислам дека колегите од клиниката за психијатрија соопштија дека е во пораст и анксиозно-депресивните состојби и различни други состојби кои што тие ги третираат. Мојот приод секогаш во животот е да се извлече најдоброто максимум што можеме од секоја ситуација. Колку и да трае, нема да трае до недоглед. Значи, се е до перспективата, значи до перцепцијата. Новата надеж е вакцината. Таа треба да ни го врати стариот начин на живот. Но додека да се вакцинираме, ќе носиме маски, држиме растојание и користиме социјални мрежи за да бидеме во контакт со најблиските.